во многу држави дојде до намалување на пензиите на пензионерите. Тоа е добро што кај нас не се случи тоа и пензиите редовно ги добиваме негде првата недела во текот на месец. Вие паметете дека, по некои од вас, дека пензиите и порано се даваа со закаснување, дали до 15 или до крајот на месецот. Нашите пензии не само што не се намалија, него со одредена интервенција на божични средства и со изнаоѓање на прави извори се зголемија. Не многу, али доволно за да можеме да бидеме подобри од нашите колеги во околината. Така да просечната пензија денес изнесува 12.450 динара или тоа е 202 евра. Кога ќе направиме споредба со соседите, во Србија просечната пензија на пензионерите изнесува 177 евра, во Бугарија околу 150. Почетокот ќе ми дозволите на сите вас да ви го честитам изборот, да бидете членови во највисокото тело на Сојузот на пензионери, односно на Сдруженијето на пензионери во Радовиш, да ви посекам плодна и успешна работа и се надевам дека сето она што Сдруженијето на пензионери како резултат го дава веќе неколку години наназад, резултати кои што ние како општина и сите граѓани на Радовиш се апсолутно горди на сето тоа што Сдруженијето го работи во повеќе сфери, и во делот на спортот, и во делот на хуманитарните активности, и во делот на културните активности. И особено сме горди за тоа што неколку години наназад Сдруженијето на пензионери е организатор на најмасовната манифестација во Радовиш, тоа е средбата на пензионери на манастирот Свети Ѓорги во селото Оровица. Исто така му го честитам изборот да и во наредниот мандат со успех го раководи Сдруженијето и не случајно тие признанија кои што ги добивате од сите страни и не случајно и оваа година ние како општина Сдруженијето на пензионери и вашиот председател го одликувавме со највисокото општинско признание, тоа е шестоноемвриската плакета. Во делот на соработката која што Сдруженијето и општината имаат воспоставено, таа е на вистина на највисоко можно ниво. Во рамките на финансиските средства кои што ги имаме како општина, апсолутно нема да изостане и поддршката на Сдруженијето на пензионери. Покрај сите тие манифестации кои што од минатата или предминатата година ги воспоставивме како пракса да ги организираме во Радовиш, во делот на организирањето и чествувањето на Свети Спас од градовите, во делот на саморијадата и татлијата, во делот на сите спортски и културни настани, генерално во Радовиш и населените места, и како силен акцент ставиме и на вашите активности како Сдружение.